сакаме да промовираме еден нов проект. Проектот се вика Супер Скопје. Така е насловен проектот. Практично тој проект се однесува на супер забава во градот Скопје. Овој проект е подготвуван заедно со собствениците на угостителски објекти на повеќе локации од градот Скопје. Јас сега ќе кажам кои се тие локации. Едната од локациите е покрај кеот. Кафанчињата и рестораните покрај кеот. Тоа забавата таму ќе биде на 18 и 19 август, значи петок и сабота. Потоа ќе биде во Чаршија на 25 и 26 август, исто така во Чаршија. На улица Македонија на 1 и на 2 септември ќе биде забавата, а на улицата Боемска 1 и 2 на 8 и на 9 септември. Тоа значи дека на сите овие 4 локации во викендите, петок и сабота што ги напоменав, ќе има забава, при што секој од овие локации, значи собствениците и менаџерите на угостителските објекти, се договорија да биде на 2 локации, ако е на кеј, ќе биде на едниот дел на кејот и на другиот дел на кејот. Ако е на улица Македонија, на еден дел и на другиот дел од улица Македонија. Значи во петок ако биде на Боемска на 1, во сабота ќе биде на Боемска 2. Исто така во Чаршијата на 2 локации. Едната ќе биде горе кај црквата Свети Спас, втората ќе биде до Лука Скендербек. Покрај тоа, би сакал да кажам дека на 8 август се одржува супер купот во градот Скопје, еден настан кој што е од исклучително значење за градот Скопје и тука се подготвува исто така забава за град Скопје. И она што е значено и што е веќе најавено и што е традиционално, а тоа е пиволендот, кој што почнува на 7 август и завршува на 12 август, со тоа што оваа година ќе биде збогатен со појаки музички звезди или групи, како да ги наречам. Ево тука е Пане, кој што е одбран од градот Скопје на конкурс за пиволендот и најавува дека на 12 август ќе донесе белгарската група Сарс. Може ќе ни изненади и на отварањето, првиот или вториот ден, исто така со некоја добра музичка група или музичка звезда, не знам. Сакам да напоменам дека музичките групи, музичките звезди, пејачи поединечно или пак диџеите ќе се одредуваат заедно со собствениците на угостителските објекти, да не речам на нивниот предлог, бидејќи тие знаат каква музика сака да слушаат луѓето кои што доаѓаат на тие локации. Така да повелете, ги повикувам граѓаните на градот Скопје и пошироко, особено тие што ќе останат тука во градот Скопје, да повелат да дојдат на посочените локации во посочените термини и да уживаат во она што ќе им го пружат како забава за Супер Скопје. И да напоменам уште нешто, работното време ќе биде продолжено за 1 час од тоа што до сега е одредено и дефинирано. Каква забава ќе има? Што е предвидено? Па видите, забавата ви кажа дека ќе биде предвидена заедно со собствениците на угостителските објекти. Некој веќе, значи ги договараат интензивно веќе 10 дена, некој веќе договориле. Јас сега не знам дали да ги кажам и дали ќе биде сигурни тие, например покрај кеј договорене да биде Бајага и Калиопи. Дали ќе останат на тоа, значи ќе се види со договарањето, заради тоа што знаете терминот сега не е баш доволно голем, да беше ова на пролет, можеби може со сигурност да ги знаеме веќе и кои ќе бидат. Меѓутоа мислам дека ќе најдат навистина добри музички групи или музички звезди или диџеи кои што навистина ќе биде пријатно да се релаксираат и да уживаат во музиката скопјаните и тие што ќе дојдат надвор од Скопје и да навистина Скопје во август месец и во септември месец
навистина да го заживееме заедно со собствениците на угостителските објекти. Јас можам само да им се заблагодарам за соработката и да им ветам како град Скопје дека ова ќе биде традиционално, следната година ќе бидеме многу поподготвени, многу порано ќе се договараме и многу порано ќе знаеме кој што треба да работи, така да кој ќе дојде забав, кој ќе треба да се одржува забавите, да веќе бидеме навистина добро подготвени. Музичките звезди ќе бидат од балкански ранг, да речам. Може нешто да се изненади од повеќе, меѓутоа ќе бидат од балкански ранг, така да ќе бидат за онаа публика која што, пак ќе повторам, доаѓа на тие локации кои што се во Скопје.